Се викам Ајфела Демировска, имам 11 години, одам на училиште и сакам цифрите, сакам да собирам, да множам. Имам другарчиња, најдобра другарка ми е Бисера, што ме научи. Нејзде омилени предмети сте физичко, англиски и математика. Кога ќе пораснеме, таа сака да биде ветеринарка, а јас или таен агент или пеачка. Јас се Ајфела правиме сесто. Играме ластика. Бисера и Ајфела, како две сестри, само спиењето им е одделно, иначе вака нон-стоп се заедно. Пред да идат на училиште обавезно зборуваат. Биса, знаеш кој нели? Овај, ке дојдеш? Или пак доаѓа Бисера кај нас или Ајфела иде кај неа, или пак нон-стоп се заедно. На училиште седат заедно, така контактират. Нема врска што се една македонка, една ромка, нема врска. Разлика во тоа нема. Ајфела е одлична ученичка, таа е многу добра девојка, има многу добар карактер. Таа треба да биде уметник кога ќе порасне, таа прекрасно црта. Ликовно зашто ми дава релаксација да се одморам. Цртањето ми е и хоби, дома кога седам, цртам некои работи. Упорна е, кога нешто работи, сака до крај да го сработи. Да го доврши одеднаш, сака се на брзина. Давиде, чути, ке ме чекаш каде музеј. Давиде, ке ме чекаш каде музеј. Пошто е така темпераментна, направо нешто така мислиме нека може да просперира. А она воле е нејзина. Ужива во нови нешта, се што е ново за неја представува предизвик. Нешто што мора да го совлада, нешто што мора да дознае повеќе за тоа. Ги сакам песничките, ги сакам книгите, ги читам. Последната книга што сум ја читала е Срце. Книгата се работи за училишниот живот, за децата кои одат на училиште, за време на Втората светска војна. Ужива едноставно, ужива во учењето. Ужива во љубовта кон книгата, она кога ќе земе да работи, кога ќе земе да учи, навистина многу сака. Познавам деца кои што не одат на училиште и навистина ми е жал за нив, зашто немаат прилика како јас да научат нешто повеќе. Зошто да не учат и ромските деца? Наставниците не се виновни. Ако тоа се постави како што треба, тие всушност го засакуваат детето. Учев и знам како е. И сум била ученик на генерација и знам како е кога ќе те прифатат сите. Никој не ми има кажано дека си ромка или како што обично го кажуваат циганка. Не правам разлика тука меѓу ромски деца и од другите националности деца, таа што се. Го споредувам едноставно детето како цвеќе. Ако и на цвеќето му ставаме редовно вода, секако дека тоа ќе израсне во еден прекрасен цвет. А ако не, ќе се исуши, ќе овине. Тоа така и со детето. Треба родителите треба да ги потикнуваат децата да идат повеќе на училиште, да не ги испречуваат да идат, макар оно слабо економски услови се, али треба да ги потикнуваат децата, колку има толку. Пошто за нив, за децата е тоа подобро, да бидат образовани све. Може да се успее, може да ромските деца да учат, може да напредуваат. И пожелно е да има кадар, ромски кадар, особено кога сега, еве слушам дека ромската декада трае, барем сега да успееме нешто. Да не биде она кој што е главен да си прибира за себе. Дајте да им дадеме на ромските деца можност да им обезбедиме средства за да можат да напредуваат и тие. Оти може да учат. Се интелигентни, работам со децата и може да забележам и да кажам дека има доста паметни деца. Ајфела и Бисера никогаш не доцат на школа, па дури никога ќе се замуабетат во сладкарницата.
Да.